Веќе го препознавате амбиентот и овој пат сме во дерматолошко-естетска ординација Дерма Плюс и заедно со примариус доктор Коста Цветкович, дерматовенеролог, овој пат одговараме на сите ваши прашања на тема хијалурон. Еве најпрво би сакала да го појасниме терминот што значи хијалурон и каде се наоѓа примена, зашто се употребува. Интересно е да се каже дека помина времето на парните локомотиви, така да и помина времето на филерите кои содржаа силикони. Во поново време, последниве 7 до 8 години, се пронајдени филери со хијалуронска киселина. Хијалуронската киселина е потполно природен продукт и својството на хијалуронската киселина е да врзува една молекула од хијалуронска киселина врзува 50.000 молекули вода. Значи го стопира старењето, ги пополнува длабоките брчки или недостатоци на телото. Така, зошто е хијалуронската киселина погодна за пополнување на борите, на усните и воопшто на кожата на лицето? Погодна е бидејќи не може да настанат никакви компликации во смисол на грануломи, за разлика од порано што се користеа филерите со разни додатоци. Поновава генерација филери се, да кажеме, двојно врзани, значи врзани се со микромолекуларни клетки кои го продолжуваат векот на траење на хијалуронската киселина. Во поновава генерација имаме филери со хијалуронска киселина кои за одредени регии во телото можат да останат и до 24 месеци. Така, постои ли возрастно ограничување од кога смее да почне да се користи хијалуронот? Возрастно ограничување нема, но сепак со дозвола на родителите, зашто денес многу младите доаѓаат и се заинтересирани за пополнување на усни, но сепак треба да добијат некоја дозвола од родител, иначе медицинска контраиндикација нема. Така, пополнувањето на усните и најзастапено, за тоа и малку поопширно ќе зборуваме во теков на разговорот. Би сакала претходно да прашам која е процедурата, каква е процедурата на третманот, што се користи, колку трае, дали е безбедно, дали е безболно? Процедурата на убризгување на хијалуронската киселина е кратка, значи за неколку часа, прилike за 1 час може да се коригира саканата регија. Прво се нанесува, се чисти регијата, се нанесува анестетик, значи локална анестезија на регијата која работиме. Да речеме горните на челото, брчките на челото, од носот према устата, длабоките брчки. Додека за пополнување на уста е друга процедура. Процедурата се нанесува прво анестезија во одредената регија, значи се боцка регијата со анестезија за да биде покомфортен третманот при изведување на процедурата. Новите филери, новата генерација филери, во нив има и анестетик. Значи потполно безболна е процедурата. Постојат разни типови у смисол на густина на користење на филерите. Зависи, повторно ќе кажем, во која регија, која густина се става на филер. Се случуваат и несакани ефекти, да кажеме, опишани се во литература, во несоодветна регија, каде се употребува многу густ филер, има настанато и слепил на пациентот. Значи, ако се погоди некоја артерија која носи крв до очниот нерв, од филерската маса настанува зачепување на артерија и доведува до слепило. Значи, повторно, искусен, многу искусен лекар да се подвргнат клиентите на хијалуронска киселина.
Така, доколку овој третман секако се довери на вистина стручно лице, не би требало да има негативни последици, така безбеден е третманот. Потполно е безбеден. Што е интересно да се каже, дека веднаш после убризгување на хиалуронската киселина на филерот се видливи резултатите. Резултатите во наредните 7 дена се уште поизразени, бидејќи, нели, како што спомнавме, хиалуронот врзува вода. Значи, хиалуронот врзува вода и во наредните 7 дена регијата уште поќе се зголемува, омекнува и така натаму. Може да се каже дека постојат два типа на корекција со хиалурон. Значи, едниот е да се нанесе волумен, а вториот тип на третман е да се направат контури. Значи, да се направат контури. Тоа мора да го советува лицето кое работи. Значи, лекарот да има големо искуство, значи да е естетичар, за да препорача што на пациентот му фали. Значи, други се желбите на пациентот, други се можностите, други се индикациите медицински негативни од третманот. Да речеме, прекумерно полнење на уста, например, луѓе кои сакаат прекумерно полнење на уста, може да доведе до грануломи, дефекти на едниот дел на устата, искривување и така натаму. Така и сега спомнавте дека може да се одберат контурите, што значи дали може, ете конкретно кога станува збор за обликување на устните, дали може да пациентот самиот да одбере формата, каков облик сака да има устните, исто така дали е можно да се направи проба. Пациентот самиот да види како ќе изгледа пред да се одлучи дали сака да го направи третманот. Значи имаме и таква можност. Имаме и таква можност да пациентот може да искаже неговата желба и да направиме проба. Значи пробата се содржи во убризгување на мала количина на хиалуронска киселина. Сепак, повторно ќе кажам, желбите на пациентот треба до негде да се услушат, но треба и лекарот да обрне внимание на која регија, што, како и колку треба да се надопуни. Така, дали третманот се прави еднократно? Колку време траат резултатите од третманот? Дали треба исто како и ботоксот на одреден период повторно да се полива третман? Значи, да спомнам, постојат различни типови на филери. Значи, постојат најблагите филери, да речеме со најмала густина, се користат за мезотерапија. Значи, што значи мезотерапија со филер? Се убризгува филерот на секој сантим до 2 на површината на лицето, но многу плитко. И добива едно свежа свет на лицето. Другиот тип на филери се убризгуваат подлабоко, за поплитките брчки да се измазнат поплитките брчки. И третиот тип и на филери, каде се коригираат длабоките назолабиални брчки, да речеме корекција на нос, корекција на јагодици, зголемување на јагодици, недостатокот на брада, се корекции на брада, значи тоа е волумен филер кој се убризгава точно во одредена регија и количина. Така, дали доколку еднаш ке се престане веќе со третманите, што ќе се случи со лицето, што ќе се случи со делот? Дали најчесто стравуваат дека лицето уште повеќе ќе пропадне и ќе добие уште полош изглед од тоа што бил пред првиот третман? Значи, тоа не е точно. Значи, филерите ја надокнадуваат изгубената вода. Значи, изгубената вода ја надокнадуваат и со тоа го зголемуваат волуменот на целото лице и, да речеме, на регијата. Пожелно е да се повторуваат третманите. Иначе, као што спомнав пред малце, има филери кои траат 6 месеци до распон од 24 месеци. Така да, по желба на пациентот можат да се повторуваат филерите без никакви проблеми. И да се прекине прекинувањето не значи дека време трајањето на филерот од 6 месеца и нагло почнува
да старе или да попушта филерот. Значи концентрацијата на филерот паѓа постепено, значи во наредните период од 3 до 4 месеци. Така, минатата емисија имавме можност да дознаеме многу повеќе за ботоксот. Сега би сакала да прашам пошто хиалуронот или филерите хиалурон се разликуваат од ботоксот? Значи ботоксот, својството на ботоксот е да го релаксира мускулот, да не го држи згрчен. Значи што представува брчка, представува контракција на мускулот и настанува брчка. Филерот ја пополнува брчката на природен начин со врзување на хиалурон со вода. Најдобри се третманите комбинирани. Значи, прво се убризгува ботокс во одредена регија, па после 7 дена од кога ќе фати ботоксот се убризгуваат филери и хиалурон. Ако е процедурата обратна, значи со самата контракција на мускулот знае да го голем дел од процентот да го избутка хиалуронот. И така да има пациенти кои доваѓаат на корекции, кои се жалат дека својството на хиалуронот го изгубиле за 1 месец или 2. Значи причината е тоа. Мора прво да се релаксира местото со ботокс, па да се стави хиалурон за да бидат ефектите како што посакува. Постојат ли и други третмани кои би требало да се комбинираат со хиалуронот, дали пред третманот за да се подготви кожата, дали по третманот за да се негува? Не. За разлика од ботоксот, кај хиалуронот сите третмани, да речеме солариум, сауна, лесни масажи, се хемиски пилинзи, микродермоабрази, се дозволени кај хиалуронската киселина. Нормално првите 15 дена да не се оди на масажа за да не се избутка делот од хиалурон. Така, постојат ли ситуации кога вие едноставно поради одредени причини не го препорачувате хиалуронот како третман? Сигурно постојат медицински индикации каде е забрането користење на хиалуронска киселина. Тоа се прво, повторно ќе кажам, болестите во регијата која работиме, па ќе спомнам тоа се херпесите, предканцерозите, да речеме окултните крварења во регијата, хемофилии, склоност да пукат капилари почесто и така натаму. Многу ви благодарам на одвоеното време. Се надевам дека успеавме да одговориме добар дел од прашањата кои што ни пристигнаа во врска со оваа тема. Благодарам.